Каде ќе отвориме сега? Лука, Евангелие според Лука, 16 глава, така. Ајде да отвориме таму. Евангелие според доктор Лука, 16 глава. Преданието вели дека и Лука, и Филип, и Стефан наводно биле и за некои други познати лица. Наводно биле дел од тие 70 ученици, што Христос ги испратил да проповедаат. Колку е тоа точно, не навлегуваме, но и не е битно. Во секој случај, една работа што се забележува кај Лука, Лука посебно ужива, иако не бил очевидец лично, што значи не држи многу вода тоа дека бил еден од 70 темина ученици. Ако од друга страна се тврди дека не бил лично сведок на Христовите настани на земјата, а и самиот остава таков впечаток, бидејќи вели откако се испитав. Лука пишува како неочевидец. Сепак неговото Евангелие содржи најмногу податоци. По обем е најголемото Евангелие. И посебно ужива да споменува случаи од Христовата мисија, каде што тој спасува или исцелува незнабожци. Или каде што кажува нешто, кога се фали, например, верата на незнабожецот, римскиот капетан, како нешто поголемо од верата на Израел. Било што е поврзано со спасение на незнабожци. Кажува некои работи што ги нема во другите Евангелија. И, меѓу другото, ја кажува и ова чудна парабола. Иако ова не е единствената чудна парабола, посебно е чудна, некако паѓа во очи, која друга чудна парабола само Лука ја споменува. Параболата за богаташот и Лазар, за сцените од адот, задгробниот живот и така натаму. И тоа само Лука го споменува. Значи, има посебни ексцентрични моменти во ова Евангелие. Меѓу нив е, значи, и оваа парабола за неверниот управител или повереник или менаджер или пристав или епитропос. Во грчиот јазик тој збор го користеа и за регент, кога некој владее со кралството, додека престолонаследникот е се уште малолетен. Значи, кралството било поверено на регентот, а не било негово, со право, бидејќи не бил регентот престолонаследник самиот. Ке прочитам уште еднаш параболата, почнуваме од првиот стих, Лука 16 глава. А на своите ученици им рече, а прето им збореше на евреите, на фарисеите, на сите собрани, мноштвото, истовремено, за претходните параболи, меѓу другото, параболата за загубениот син, со неја завршува, значи, кој што морал да се храни од коритото со свињите, а јас знам како се хранат свињи и како се однесуваат свињите додека се хранат. Како се касаат меѓу себе
за да изеде едната повеќе од другата. И како мочаат во истото корито од каде што лапаат. Свиња. Дори велеше мајсторот. Шо се чудиш? Свиња. Зошто велиме свиња? Свиња. До такво дереđе се понижил загубениот син. Но Господ сакал да ја нагласи татковата љубов и спремност за простување. И секога ја завршува таа парабола, а на учениците своји им рече, така почнува 16 глава, си беше еден богат човек кој имаше настојник. И тој беше наклеветен пред него дека го растуре неговиот имот. И тој го повика и му рече, што е ова што слушам за тебе? Дај сметка за раководењето, зашто веќе не ќе можеш да бидеш настојник. И сега забележувате, прво овој превод вели наклеветен дека бил. Како вели Константинов? Исто. Што може да остава простор дека може би бил неправедно обвинет. Ако е така, бидејќи глаголот на клеветен, тоа значи неправедно обвинет. Потоа што забележуваме до кај третиот стих натаму е дека не е битно дали е виновен или не, што се однесува до обвинението. Значи, целта на параболата е нешто друго, а не дали е виновен или не. Самиот настојник не се труди да докаже дека е невин, ако бил наклеветен, или неправедно обвинет, или лажно обвинет. Не е тоа битното, значи. Секоја парабола има наравоучение и ќе видиме што е наравоучението на оваа парабола. Настојникот гледа како да се извлече или што да прави, бидејќи тој е убеден дека повеќе не може да биде настојник. Господарот се изјасни. Повеќе нема да бидеш настојник. Меѓутоа има некоја фазла време, додека не замине скрос од неговиот имот. Има, значи, уште некое време за кое што може да направи нешто, со што ќе се обезбеди својата подоцнежна иднина. И што прави? А настојникот си рече во себе, што да правам? Господот мој го одзема од мене раководењето на куќата. Значи, не сум веќе менеджер. Да копам не можам, да просам се срама. Повторно ми паѓа во очи ова, да копам не може. Деновиве бев на матка, бев 3 пати вкупно, 3 различни дена, особено кога беше сонце, мислам секојаш кога беше сонце, кога беше топло, пријатно. Што да ви кажем, за разлика од ова Скопје на газ маски, тоа е како друга држава. Чист воздух, пријатно време и работам со желба. Со желба со работам. Сакам да работам. Физичка работа. Кога се соочувам со таква убавина во споредба со ова смрдеа. Меѓутоа, што значи ова да копам не можам? Може би затоа што сугерирате цел живот не бил научен да копа.
Може има некој хендикеп. Но нас тоа не интересира толку многу. Да просам се срамам. Значи, гордоста доаѓа до израз кај втората опција. Да просам се срамам. Четвртиот стих. Знам што да направам. Знам што да направам за да ме примат луѓето во своите домови. Значи и таму да биде легач. Така? Знам што да направам за да ме примат луѓето во своите домови. Откако ќе бидам отпуштен од раководењето на куќата. И што направил? Ги намалил долговите на должниците кон својот господар. Значи, направил, сега, дали бил виновен за пред тоа, не знаеме и не е битно, не се кажува, ни самиот не се труди тоа да го докаже, но сега, де факто му прави ујдурма на својот господар. Де факто сега го оштетува својот господар, за да си ја обезбеди својата иднина. И им го намалил долгот на должниците на својот господар. Значи, добар пример, ако господарот е евреин, и ако овој самиот настојник е евреин, го намалил долгот на грците. Зошто? Затоа што кога евреинот ќе го избрка, ќе ме удри клоцата, ќе го примат грците. Оние на кои што им направил услуга. И тоа во политиката така функционира, нели? Например, после распаѓањето на Советскиот сојуз, Михаил Сергеевич Горбачов живееше во Калифорнија и правеше реклами за Пица Хат. Простите, ама користам секоја прилика да им исмејувам на политикантиве. Имаше еден друг русин кој што заврши во Флорида, кој што исто така ја оштети Русија во 90-тите години. Заборев тој како се викаше, не е битно. Него не сакав да го споменувам, меѓутоа веќе знаете, ја сите нив ги ставам во иста канта, наречена политиканта. И сега Христос користи вакви примери од негово време, затоа што и во негово време биле такви. Во негово време биле такви. Не сите, ама имало такви, колку сакаш. И вред, не ги прочитавме деталите за тоа како си обезбедил со против услуга иднина кај грците. Но скокаме веднаш кај 8 стих. И сега тука Христос кажува нешто чудно, а во 9 стих нешто уште почудно. Ама чудно е, ако не разбереме поентата на равоучението на параболата. Инако нема ништо чудно. Но видите што е чудно? 8 стих. И го пофали господарот несправедливиот настојник. За ме оштети им го пофалил. Како е се ова можно познавате ваков господар? И го пофали господарот несправедливиот настојник. Зошто го пофалил? Очигледно господарот бил евреин. Очигледно господарот бил евреин, што значи кликераш, и го пофалил настојникот од кого што доживеал ваква штета, го пофалува менаджерот кој што го оштетува за туги интереси, за грчките интереси,
во случајов? Затоа што фали кај него? Што го пофалува? Што е тоа што го пофалува кај него, наместо да го обвини, да го изнатепа или да го избрка? Да, ја фали неговата досетливост. Значи, еден досетлив евреин, ја фали досетливоста кај друг евреин. Еднаш брат Анто ми кажуваше пример како еден евреин што го познавал, како успевал да профитира тој евреинот, за разлика од овие други македонци тезгаджи. Иако евреинот ги продавал своите производи по иста цена, како и другиве, како и македонциве. И сега не се сеќавам добро, има многу години од тогаш кога Анто ми го кажуваше тој пример. А вистински пример е тоа. Не е некоја анекдота или... Не сеќавам и дали бил по иста цена, дали ги продавал по иста цена како што е и набавната цена. По набавната цена изгледа, тоа ќе беше, Данило може да се сеќава, например. И сега евреинов профитира, овие не профитира. И се прашуваат македонци, шо е работа? Каде лежи марифетот? Се сеќаваш, Данило, на марифетот? Јас се сеќавам на гајбите. После празните гајби тој ги продавал за пари. Така нешто беше, не се сеќавам. Нешто, треба да го прашам Анто уште еднаш. Како беше? Само ова го памтам, дека на македонци, на православнија, да речем, никако да им текне што е марифетот. Никако да им текне. Во оваа парабола Христос ја пофалува досетливоста. Тоа е се што треба да извлечеме како нравоучение, ништо друго. Во Христовите параболи, значи, јас можем според ова, според нравоучението, Христовите параболи можеме да ги поделиме на правопропорционални и на обратно пропорционални. Малку математички поим. Ова е обратно пропорционална парабола. Што значи тоа? Тоа значи, ние не треба да бидеме како овој настојник, неправедни, не треба да се угледаме на неговата неправедност, не треба да бидеме вакви настојници, или вакви повереници, пристави, менеджери и така натаму. Но не е тоа поентата на параболата. Како што поентата на параболата за богаташот и Лазарот не е да научиме што се случува со душата после смртта. Тоа не е нравоучението. Не ја кажал Христос заради тоа параболата. Повеќето параболи да се правопропорционални. Тоа што е во приказната, можеме метафорички да го примениме на духовниот живот. Например, параболата за двајцата синови, од кои што едниот го послушал татка си, а другиот ветил, ама не го извршил. Какви треба да бидеме? Како оној што послушал, како оној што извршил. Една друга обратно пропорционална парабола е во Матеј 20 глава, параболата за наемниците. Господарот се спогодил со своите наемници за еден денарий, тоа било дневница, од сабајле до вечер. И си бил верен на таа спогодба, како работодавец, и на крајот ги исплатил по денари, како што
били работодавниот договор. Но има нешто што, како што Љубица рече во два наврата, нешто што е неправедно од економска гледна точка. Што и оние што работеле само еден час, добиле по денари. Да, со овие од последниве немаше никаков договор. Овие добиле гратис. Добиле дневница и тие што работеле само еден саат добиле дневница. И сега овие првие се бунат, така? Што е наравучението на таа парабола? Тоа е обратно пропорционална парабола. Значи, наравучението во самата парабола, тие што се бунат се во право. Меѓутоа, наравучението на параболата е дека спасението го добиваме со милост, а не со заслуга. Затоа тие што се бунат во параболата, во реалноста, ги представуваат фарисеите и сите оние легалистите, сите оние кои што сметаат дека со своите дела ќе го заслужат спасението. Тоа е наравоучението. Додека со оние кои што неправедно биле исплатени денари, Христос им со тоа нагласува дека Небесниот Отец спасението го дава по милост, а не по заслуга. Тоа е благодат, а не плата. Спасението е благодат, а не плата. Не само во параболи, Христос понекогаш употребува и параболични такви изрази. Например, кога вели зашто Синот човечки ќе дојде како крадец во ноќта. Што значи тоа? Христос сака да каже, јас сум крадец, јас сум заев, или Лјупчо, или било која друга политиканта. Туку дека треба да дојде ненадејно. Ке дојде ненадејно. Дури Јеховините сведоци од тука излекуваат и погрешна метафора. А Христос ке дека крадец ќе дојде тајно, пошто крадецот тајно доаѓа. Со многу јасни стихови на многу други места се кажува дека Христовото доаѓање ќе биде јавно за цел свет. Па сега од еден параболичен израз ќе заклучуваме дали ќе биде тајно или јавно. Нема логика. Тоа е еден пример на отровна инсинуација, извртување на Божијата реч. Како што прават Јеховините сведоци во овој случај. Туку Христос со крадец, спредувајќи се себе си со крадец, значи не го споредува својот карактер, ниту нас ни вели да се угледаме на кратците, да бидеме кратци, како ни со оваа парабола, што не сака тоа да каже, бидете и вие политиканти, бидете легачи, бидете неверни настојници, менаджери и така натаму, крадете ги своите газди, своите фирми, биете комуњари и така натаму, и така натаму. Не е тоа наравоучението, туку само едно наравоучение постои во оваа парабола. Бидете досетливи или, како што велат некои, искористете ги сегашните предности за идната вечна судбина или за вечната иднина. Кои се сегашните предности? Сегашните предности за идната судбина. Например, што ќе правиме сега со нашите имоти? Што направивме со германските марки, кога требаше да се воведе еврото? Да, ги сменивме. Точно.
Јас прво во Франција ги менував, па после, пошто еврото уште не беше искочено. Целата заштита на татко ми. А што ќе правиме сега? Сега нема менување сега. Сега треба парите да ги претворите во ништо. Бидејќи и биткоинот е ништо, ама има голема вредност, измислена. До кога ќе биде голема и веројатно кога сите ќе се, или голем дел луѓе ќе се испоизлажат да го претворат својот имот во ништо и од утре пупу не важи. Од утре да отидат еден ден на интернет и да видат дека било ветар и магла се. Затоа што и овие банкноти што ги имаме се ништо. Не се вистински пари. Они муслиманот проповедаше од Индонезија, како се викаше, заборев. Да ги претвориме во злато и сребро, бидејќи и Израел, наводно Израел кова златници во тајност, за да после ги, кој ќе решат масоните да се користи повторно злато и сребро како пари, овие да си бидат обезбедени. Први обезбедени. Меѓутоа, ние се соочуваме со ситуација во која што ќе бидат укинати парите како пари. И тоа беше најавено уште во 19. век, од најпознатиот евреи на 19. век беше најавено дека парите ќе бидат укинати. Може би затоа што прочитал што напишал еден друг евреин, братот Господов, дека златото и среброто во последното време ќе ргјосаат. И сега во што да го претворите вашиот капитал? Во земја ли? Надвор од Скопје? Земјоделски производи? Органски производи? Се повеќе и повеќе работите се движат во тој правец да тоа ќе станува единственото решение, единствената опција. Бидејќи ако нема да смеете да купувате и да продавате, како ќе живеете? Како ќе живеам? Од земјата. Како Ама тука што пишува? Да просам се срамам. Епа сега, значи тоа било проблемот сега. Кога е за земја, треба да се копа. Треба и да знаеш така, да. Еве, еден совет од Талмудот, повторно производ на еврејскиот ум. Иако не веруете све што пишува во него. Но кога го читав Талмудот 2001 година, една од работите што ги запомтив до денес е еврејски совет за вашиот материјален имот. Вели вака еден рабин, заборев кој беше. Во секое време, вашиот имот да биде поделен на 3 дела. Земја, односно недвижност, стока и пари. А под пари се мисли на злато и сребро. Значи, во секој момент на 3 дела имајте имот. Земја, стока, производи или пари, бидејќи не знаете што ќе биде повредно во дадена ситуација. А што ќе изгуби вредност во дадена ситуација. Ако имате само пари, да речеме само злато некаде. И што ако златото изгуби вредност? Бидејќи најпознатиот евреј на 19. век кажал
дека парите во една книга, што се вика Капитал. Парите сами по себе не се капитал, вели тој. Капитал стануваат кога ќе ги вложиш во некој бизнес. Сами по себе парите не се капитал, како што златото и среброто сами по себе не се пари. Точно или не точно? Точно. Меѓутоа тоа го пишувало од едни други евреи во Новиот Завет. Многу векови и пред него. А што велеше најпознатиот евреј на 20-тиот век? Знаете кој е тој? Не ви кажу. Први, да, тој е 19-тиот. Не реков најпаметниот, но најпознатиот. Барем за нашите простори. Времето измина, се извинам што одложив малце повеќе.